Се очекува денеска да биде идентификувана жената чие тело беше пронајдено во кочанското село Зрновци. Од судска медицина за Алфа потврдуваат дека првичните резултати за идентитетот обвинителството ќе ги добие денеска, а целосниот обдукциски наод во следните денови. Истрагата на обвинителството пак треба да утврди како настанала смртта, дали на телото влијал човек или животни со оглед на тоа дека е пронајдено во фаза на распаѓање, обезглавено и без други делови. Полицијата, пожарникарите и обвинителството до доцна синоќа го пребаруваа по широкиот терен околу местото викано Ѓошевски орев. Од МВР соопштија дека пријавата за телото пристигнала околу 10 часот и 40 минути во СВР Штип, пошто веднаш биле преземени мерки за увид и расчистување на случајот. На 21.3.2026 година во СВР Штип е пријавено дека околу 10 часот и 40 минути во село Зрновци на место викано Ѓошевски орев во близина на Зрновска река е пронајден човечки леш во фаза на распаѓање. По насоки најавен обвинител, телото е дадено на обдукција. Се превземаат мерки за расчистување на случајот. Жителите на Зрновци се потресени и посочуваат дека никој од нив не бил пријавен како исчезнат, ниту се барал од властите. Ние чувме од други некои дека чули и така натаму, не знаеме точно местото. Тоа е надвор од Зрновци, како предградието, таму се десило и да речеме, толку може да кажеме, не веруваме да е тоа од кај нас. Тоа е нешто дофрлено од друго место. Можно е, имаме две села близко и од левата страна према Винисопа исто до некој друго село и можно е да биде дофрлено на непознато место, значи да не се пронајде местото дека е телото фрлено. Некој случајно го видел телото и најавил дека нешто има сумниво до полицијата секако. Тоа е целата работа. Прв пат се случува вакво нешто, така? Молим? Прв пат ли се случува во Зрновци? Да, прв пат. Такова чудо не е имало во Зрновци. И не постоја. Ние имаме многу малку луѓе во Зрновци, се е тоа оцелено и овие кај нас луѓе се претежно на еден културен начин се понасува како една врста на градски однос имаме и немаме такви намери, нешто такви злобни работи да сервираме, значи посеќаме се како едно интелигентно село. Обдукцијата и истрагата ќе треба да ги разјаснат мотивите и сторителот на овој трагичен настан.